Министерот за образование и наука Јетон Шакири денес беше во посета на средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово. При посетата во изјава за медиумите, Шакири рече дека во пресрет на престојните уписи во средните училишта треба да се поттикнат полуматурантите нивниот избор за продолжување на образованието да бидат токму средните стручни училишта. Денеска сум во посета на регионалниот центар во стручното образование и обука Моша Пијаде во Тетово и практично е ова моја втора посета на средното стручното училиште во текот на денешниот ден со намера во пресед на престојните уписи во средното образование кој започнува на 20 јуни да испратиме порака до полуматурантите добро да размислат каде ќе продолжат да се едуцират и да ги насочиме нивниот избор да биде средно стручното образование. Тоа е и нината, тоа го бара пазарот на трудот и возможува поголема веројатност за понатамошни успеси на лични и професионален план. Шакири додаде дека Министерството предвидува доделување 1500 ученички стипендии како поддршка за учениците кои што ќе се запишат во средно стручно образование. Ние како Министерство ќе ги поддржиме со доделување на стипендија вкупно 1500 стипендии кои се дел од конкурсот за ученички стипендии за оние што се запишуваат до дуалното или воопшто во средно стручното образование. На прашањето дали се предвидува реконструкција на училиштето Моша Пијаде, Шакири одговори дека во 2024 година се очекува целосно негово реновирање. Веќе има одобрен проект, веќе има апликација за тој одобрен проект и комплетна документација која во претходниот период недостатуваше за да биде комплетна во постапка на одобрување за организирање на јавна набавка. Очекувам нашиот крајен рок 2024 година целосно да се реконструира не само еден објект, неколку објекти во ова училиште, освен тоа да се опременува и со нова опрема што ќе биде достапна за тие што тоа што го кажувам да го може да го реализира практично во наставата. Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде денес брои околу 1500 ученици кои се образуваат во сообраќајна, машинска, земјоделско-ветеринарна, угостителско-туристичка, електротехничка, градежно-геодетска и шумарско-дрвопреработувачка струка.